И годинава традицијата на одбележување на празникот Рождество на Пресвета Богородица не изостана во Тетовско Сетоле, каде што црквата која го носи истото име беше претесна за да ги прими сите верници, не само од целото, туку и од околните места. Света архиерејска литургија отслужи митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф во сослужение на свештенослужители од Тетовското архиерејско намесништво, при што беше извршен мал водосвет и режење на кумскиот колач. Денеска на денешниот празник, на големиот христијански празник Рождество на Пресвета Богородица, на покана на старешината овдека и на црковниот одбор, сме да го кренеме и благословиме славскиот леб и да осветиме вода. Изразувам голема благодарност за црковниот одбор за поканата. Навистина местото плениот убавина. Навистина сум восхитен. Би сакал на сите овогодишни кумови и идните кумови кои ќе бидат до наредната година да го честитам кумството. Им посакувам Мајката Божја да биде нивна молитвеница, заштитничка, да се моли за нив и за нивните семејства, за ова село и за овој град кој што ние овдека живееме и за цела наша татковина. По молитвите на Пресвета Богородица, Господ да не зачува и да не запази сите нас. Денешниот ден се темели на рождеството на Пресвета Богородица, кога таа се родила во Назарет. Многу години Јоаким и Ана немале дечиња, 50 години после нивниот брак, значи како старица Света Ана, 70 годишна, се исполнува нејзината мајчинска утроба со детенце. И тоа не е обично детенце, туку се раѓа мајката, спасителката на светот Божи, во која утроба ќе се зачне спасителот на светот. Таа го раѓа спасителот на светот, Господ наш, Исус Христос. Зато и Марија, од еврејски Марихет, што значи Марихам, солза измолена, солзите на Ана, мајката нејзина, што секој дневно бдеела на молитва, толку 50 години бдеела на молитва пред Бога и рекла, кој ли дете ќе ми дадеш, ќе го посветам на Тебе, Боже. Сите Марии, Мариовци, нека им е вечно име Ана Марии, што слават и утрешниот ден Света Ана и Анавци и Ани, нека им е вечно име. Паричката од славскиот колач му го донесе кумството на Васо Васовски за следната година. Јас сум Васо Васовски, инако сум зет на ова село, се чувствувам многу весело и храбро, што ми падна паричето, и сакам што повеќе гости да доваѓаат и да имаат среќа сите во животот и во свет. Традицијата на чествување на празникот Рождество на Пресвета Богородица во Тетовско Сетоле трае со години. Именот на црквата е на 4 децембар. А ние, ради да се собираат повише луѓе, да биде посвечено, помасовно, го одредивме на Мала Богородица. Ова ни е традиција околу 17 години. Така си селото си преорганизира ручек, мислим, тоа е селска црквина, селска слава. И тоа тече околу 18 години и мислимо дека тоа треба да продолжи и понатаму. Затоа што си доаѓа и помлади и тие сигурно ќе свата дека треба да се продолжи понатаму. И има така ли од година во година повеќе народ? Па има, иако годинава мало не времето, односно временските прилики и неприлики не беа соодветни, значи и работен ден, годинава има помалку присутни, ама не значи дека до година ќе нема. Црковно-народниот собир во Сетоле беше заокружен вообичаено со братско-сестринска трпеза на љубовта, а продолжи со чествување во секоја куќа на сетолчани.